Добар ден. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку владата што ја предводи секојдневно покажува дека може да се работи домакински, отчетно и во интерес на граѓаните. После победата на предстојните локални избори, тоа ќе го докажат и градоначалниците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Скопје ќе добие нова, услужна локална власт, подеднакво посветена и отворена за сите граѓани. Како што покажавме дека е зборот збор за само 100 дена, ќе покажеме што значи нова политика и на локално ниво, која што за граѓаните на Скопје ќе донесе подобра патна инфраструктура за поврзани и безбедни граѓани, обезбедена чиста вода и чист воздух за здрави граѓани, повеќе пари за граѓаните за подобар и полесен живот. Почитувани, вие, граѓаните на Скопје, најмногу од сите ги чувствувате последиците од 8-годишното расипничко криминално владење, кое освен на централно беше главна одлика на ВМРО-ДПМНЕ и на локално скопско ниво. Додека голем дел од граѓаните на Скопје се уште немаат достојна патна инфраструктура, водовод, канализацијска мрежа, Коце Трајановски ги исполнуваше желбите на Никола Груевски и потроши стотици милиони евра за мегаломанскиот проект Скопје 2014. Додека скопјани секоја зима буквално се гушат од загадениот воздух, Трајановски и Груевски стихиски ги уништуваат дрворедите, парковите и сите зелени површини во градот. Граѓаните на Скопје не заслужуваат нивниот град да го води продолжена рака на Никола Груевски. Град Скопје има итна потреба од нова градска власт, која што системски ќе го реши проблемот со загадувањето. Ќе изготви и изработи модерни, ефикасни и еколошки решенија за јавниот превоз. Ќе го зголеми процентот на зелени површини во градот и ќе овозможи алтернативни извори на енергија. На Скопје му треба градоначалник кој домакински, одговорно и транспарентно ќе го троши буџетот исклучиво во ваш интерес, во интересот на граѓаните, а за вашите реални потреби. Градоначалник кој што вистински ќе се грижи за вашата сигурност и безбедност. Имам чест, задоволство, но и обврска да ја предводам борбата за промени на локалната власт во Скопје во интерес на граѓаните на Скопје. Благодарам, повелете со прашање. Господин Мишелеков, дали ќе се поднесете оставка вместо до пратеник за да се кандидирате за градоначалник? Проектите кои што ги водиме и циклусите кои што ги водиме во Собранието на Република Македонија се такви кои што не трпат импровизации. Јас ќе бидам градоначалник на Скопје и од позиција на избран градоначалник ќе поднесам оставка на функцијата пратеник.